сакаме да градиме добрососедски односи и тука немаме никаква дилема и ќе продолжиме да градиме добрососедски односи. Нашето мото е дека туѓото не го сакаме, своето не го даваме. Тоа се очекувањата на владиниот врв од утрешната посета на државната делегација предводена од претседателката Гордана Селјановска-Давкова на Софија, каде таа ќе се сретне со бугарскиот претседател Румен Радев за прв пат откако ја презеде функцијата. Најавите се дека не треба да се очекуваат разговори за суштински теми зашто Бугарија е во ново предизборие. Се смета дека посетата, која е дел од гостувањето на ансамблот на Националната опера и балет на Бугарија, треба барем малку да ги олабави односите на релација Скопје-Софија. Денеска, токму во пресрет на утрешните средби, поранешните членови на македонскиот тим од заедничката историска комисија излегоа со отворено писмо до јавноста во кое одговараат на прозивките од новата влада дека нивната работа не била во насока на одбрана на националните интереси. Работата во комисијата, која е експертско, а не политичко тело, за нас беше можност да се помогне во надминувањето на проблемите кои постојат меѓу двете држави. Но поради документите усвоени од страна на владата во Софија, неодговорното однесување на политичарите во двете држави, како и поради неодговорните и политизирани изјави на некои од колегите во бугарскиот дел од комисијата и политички мотивираното заминување на новиот копредседател од македонска страна, таа беше злоупотребена за политички партиски цели и интереси во двете земји, пишува во писмото. Членовите на комисијата кои неодамна беа разрешени сметаат дека изјавите на премиерот за нивната работа биле неаргументирани и обвинувачки, исто како и настапите на шефот на дипломатијата со кои според нив тој комисијата ја прогласил за политичко тело. На тој начин министерот кажа дека историјата и науката ќе бидат во служба на политичките позиции на владата, а не на научните и академските принципи. Тоа е позиција која посакува токму официјална Софија, односно за историјата да се дискутира низ призма на политиката, а при тоа сета одговорност за таквиот пристап да е на македонска страна, се вели во соопштението во кој поранешните членови на комисијата бараат вклучување и на меѓународни експерти од УНЕСКО, Советот на Европа или ОПСЕ. Нека се вклучат експерти, зашто ние сме за да се вклучат, да се најде решение. Сега, дали овие политички флоскули од страна на членовите поранешни на историската комисија треба да се коментираат повеќе и да им се посветува внимание, не мислам. Потрошени се стотици илјади народни пари евра за ништо. За нешто кое што резултираше со капитулација, прифаќајќи го тоа што го прифатија воецот Бачевски и Османи. Отприлика тоа е суштината која што оваа комисија ја сработи и потроши неколку стотици илјади евра народни пари. Нека се вклучат опсе, ама ќе се вклучат сега малку и инспекцијските истражните органи да видиме каде се трошеа парите. И ќе се вклучат и тие да видиме на што се трошеле парите, колкави се хонорарите на овие кои што направија ништо. Премиерот Мицкоски вчера потврди дека историската комисија има нов состав, но јавно не го соопшти. Неофицијално на затворена владина седница за нови членови биле избрани историчарите Васко Ѓорѓиев, Митко Панов, Никола Минов, Сашо Додевски, Бесник Емини и Димитар Љоровски. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.